Месец ноември е месец посветен на машкото здравје, со носење мустаки, мажите ја пренесуваат пораката за подигање на свеста за превенција на карцином на простата. Веќе четврта година поред се организира донаторски симпозиум, каде сите оние кои што сакаат да допринесат за подигање на свеста за машкото здравје донираат одредени средства. Токму тоа е причината што сме тука во ПАП, каде ќе разговараме за Мовембар, ќе разговараме за тоа колку мажите водат грижа за сопственото здравје, што се случува овој месец тука во ПАП, а одговор на оваа тема ќе добиеме од Ангел Гајдов, Петар Петков и доктор Горан Јовик, хирург уролог. Јас најпрво сакам да ви се заблагодарам што ја прифативте мојата покана да бидете дел од оваа емисија која што е посветена за Мовембар и сметам дека на некој начин заедно ќе допринесеме да се подигне свеста за машкото здравје и за тоа што почесто мажите да одат на доктор и да прават превентивни прегледи. Да, ви благодарам на поканата и понатаму ќе останеме во секое време достапни за вас, поготово за оваков тип на акции. Така, Ангела, како што споменав и во самата најава, веќе четврта година поред во ПАП се одржува донаторски симпозиум, па еве да ни кажеш која е целта на овој симпозиум? Па, точно како што рековте, 4 години поред во ПАП се одржува еден вид наречен донаторски симпозиум, на кој што го славиме Мовембар. Мовембар иначе е на еден начин мажите со пуштањето на мустаки во текот на цел месец Новембар ја промовираат и самата акција и самото значење на Мовембар, односно да се подигне свеста за превенција од машките заболувања, и за подигање на свеста за машкото здравје, карциномот на простата, тоа докторот може подробно и постручно да го каже, и да допринесеме, да дадеме еден мал придонес за општото подигање на свеста за машкото здравје. Пепи, на 25 септември се одржа и настанот Gentleman's Ride. Која е целта на овој настан? Настанот The Distinguished Gentleman's Ride точно на 25 септември на ниво на цел свет во ист датум синхронизирано се одржа. Тоа е десната рака на Мовембар групацијата, односно представување на джентлмените кои што се во секојдневието и ги користат моторциклите како превозно средство, да направат едно дефиле промотивно, каде што би ги срушиле стереотипите, значи на класичното возење мотор, за да се подигне свеста за превенција на здравјето кај мажите и за да се постигне поголема вредност, односно фокус кон превенцијата на здравјето кај мажите и да се донесе на повисоко ниво превенцијата за превентивните прегледи за рак на простата кај мажите. Докторе, кој е вашето мислење? Месец септември, месец посветен на мажите. Зголемен ли е бројот на пациенти во месец ноември за разлика од останатите месеци? Па видите, пред се прво би сакал да ги поздравам организаторите и поддржувачите на овие две акции кои се одржуваат во нашата земја. Морам да признаам дека ефектот и фидбекот е голем. Бидејќи ова е еден потсетник воопшто за сите мажи во нашата земја да се подигне малку здравствената свест и редовно да се јавуваат кај својот уролог барем еднаш во годината. Така, ги слушнавме нивните мислења од нивна гледна точка, која е целта на Мовембар? Еве од ваша гледна точка, која е целта на овој настан? Така, па видете, значи, многу е битно, поготово, раното откривање на карциномот на простата. Морам да признам порано дека карциномот на простата секогаш сме го откривале во некоја таму по-касна фаза, затоа што прво и здравственото образование и здравствената свест во нашата земја беше на некои по-ниски нивоа, да кажеме. Сега со овој поттик и тука доста помогна нормално и медиумите да, бидејќи чим се врти една работа постојано,
веќе со тоа подсетник е за воопшто за луѓето, за пациентите да се јават на лекар. Зошто е ова целото битно? Бидејќи малтене почетокот на карциномот на простата оди асимптоматски. Буквално немаме некои симптоми. Проблемот е кај нас тоа што луѓето се јавуваат на лекар кога ќе почне нешто да ги боли. Овде ова не боли. У почеток можеме да имаме од почетни симптоми некои ослабување на млазот, за честеност, честотата на мокрење, повремено може да добијат уринарна инфекција која може да се сузбие со антибиотик за неколку дена, па целото тоа да се повлече и со тоа да мислат дека ја завршиле целата работа. Значи едноставно може дури на своја рака да земат некое лекарство, да ги побијат симптомите и да продолжат да живеат. Но болеста си работи и понатаму. Зошто е целото ова битно? Раното откривање. Бидејќи раното откривање на карциномот на простата со денешната медицина е 100% излечива болест. Да, ќе разговараме нешто покасно во врска со тоа. Правилата за овој настан секаде во светот се исти. Целта е иста, да се подигне свеста кај мажите за рано откривање на карцином на простата. Сега предлагам да погледнеме еден прилог да видиме кога за прв пат овој настан е одбележан во светот и кој всушност е организатор на истиот. Акцијата Моември е иницирана во Австралија во 2003 година со цел да се сврти вниманието кон еден од најчестите здравствени проблеми кај мажите – ракот на простата. Акцијата многу брзо стана глобална, а се состои во тоа мажите во ноември да пуштаат мустаки. Моември името го добила по австралискиот сленг за мустаки мо и во оваа акција секоја година се вклучуваат над 1 милион мажи во целиот свет. 1 ноември е датумот на кој сите мустактивисти ја бричат својата брада. Организаторите од Австралија, како луѓе кои немале мустаки и стекнале видливост после раснењето на бркот, велат дека така треба да постапуваат сите. Во Македонија по 5 пат се одбележува Моември, месецот на машко здравје, каде преку машкиот символ брада и мустаки се работи на зголемување на свесноста за здравствените проблеми кај мажите како депресија, рак на простата и други болести. Ангел, на 26 ноември тука во Папа ќе заврши овој настан на Мовембар, донаторскиот симпозиум, каде истовремено ќе бидат одбрани најдобрите, односно најлошите мустаки. Што точно ќе се одржува тој ден тука во Папа? Па точно како што спомена, на 26 онаа завршна вечер, завршна манифестација или така наречен донаторски симпозиум. Иначе овдека во ПАП цел месец активностите траат. Донациите се на 3 начини, од 3 извори ги обезбедуваме, онаа целокупната донација. Прв е оваа касичка овдека позади нас, каде што директно секој посетител на ПАП може да донира средства. Вториот начин е преку овие маички, кои што овдека кај нас се продаваат и средствата собрани од продажбата на овие маички, а истото тоа е еден вид и поттик и за останатите кои ќе ја видат оваа маичка, слободно да се вклучат и да ја подигнеме исто целта која што е на овој настан, да подигнеме свеста за машкото здравје. И третиот начин на донирање е преку, морам да спомнам, дека еве 4-та година овдека кај нас во ПАП ни испаѓа во пресред Скопска пивара. И тие преку донација, која повторно вечерта се реализира преку нас овдека во ПАП, исто средствата од продажбата на Скопско пиво се донираат влегуваат тие средства во донаторските средства. Значи таа вечер на 26-ти, тоа е сабота, ќе се избира, како што спомена, најдобар и најлош брк. Сите гости присутни тука на еден спонтан начин. Има ли некои критериуми што треба да се исполнат, како да изгледа мустакот? Да, ние сакаме, например, да речеме да на 1 ноември сите, значи, избричени, почињаме да го пуштаме мустакот и до 26 оваа година се, значи, последна сабота во месец ноември,
секој како му напреднал мустаќот и сето тоа, кој има значи најдобар мустаќ, присутните гости тука ќе си го одберат и на тој начин. Дали тоа значи дека најдобар ќе биде оној кој што највеќе ги негувал мустаките во месец ноември? Па добро, да, и сега, значи и визуелно и ги негувал и значи кој највеќе ќе им се допадне овдека на присутните, без некои посебни критериуми и некои норми. Исто така и некој што бил многу што имал волја, надеж, нели да пушти мустаќ, но тоа не му успеало баш доволно и така е тој нарече некој не во права смисла на зборот најлош мустаќ, туку така некој што се потрудил да ја пренесе пораката на овој настан. Има ли некои такви што за прв пат еве оваа година одлучуваат да пуштат мустаки, секако Па да се придружат да, секоја година од година на година мислам дека се повеќе и повеќе манифестацијата добива назначени кај Велешани. Така, каде ќе бидат наменети сите оние средства што ќе бидат собрани од овој донаторски симпозиум? Па на првите 2 години Мовембар Велес средствата ги донираше преку Мовембар Македонија во светската Мовембар организација. Од ланската година дојдовме на мнение дека е подобро да помогнеме овдека локално. Значи ние сме отворени за секој некој што има потреба за тие средства што искрено има потреба да се наменат. И повторно оваа година одлучивме да бидат пренаменети овдека на локално ниво, на некој што стварно тие средства ќе му се потребни и што се надеваме дека ќе ги цени. Доктор, ајде малку да поразговараме за оваа болест, бидејќи некако во последниве години зема навистина значителен замав и навистина има голем број на луѓе кои што за жал го губат својот живот, кои што еве да речеме не се излекувале од оваа болест. Што мислите, кои се причините? Дали тоа значи дека се нередовните прегледи или пак од една страна и стравот на мажите за да отидат на уролошки преглед? Па видите, најчесто е ова нередовните прегледи. Не можеме да кажеме дека болеста земава замав во последните години. Болеста си постои како болест од секогаш кога постојат и мажите. Земава замав. Тоа е затоа што добро е што во последниве години ние ја откриваме болеста. Ја откриваме се почесто навремено. Благодарение на оваквиот тип на кампањи кои се одржуваат, бидејќи мажите се уште кај мажите има аверзија кон доктор, поготово аверзија да се појават кај уролог. Секоја што мисля дека обично кое е сваќањето кај нив, знаете како добро, мене болеста ќе ме прерипа. Не сум ја во тој процент. Секој може да се најде во тој процент. Исто како и почнувајќи од самиот доктор, а поготово сега е ова апел и кон мојата фела, бидејќи докторите се најлоши пациенти, да и они треба да се подвргнат барем еднаш годишно еден рутински уролошки преглед. Морам да кажам дека овој рутински уролошки преглед, ама баш не е ништо страшно. Значи, тука имаме едно лабораториско испитување, каде се испитува преку крвта и простатично специфичниот антиген, попознат кај пациентите ПСА, кратенката. Тоа е, морам да кажам дека е тоа неспецифичен туморски маркер, кој со негово зголемување може да не упати дека може да се работи и за малигно заболување на простатата. Тоа е првиот рутински преглед што мажите треба да го направат. Кој треба да го направат. Значи, почнуваме лабораторија, потоа се јавува со лабораторискиот наод, влегува кај урологот, нормално после анамнезата, разговорот со докторот, следи првичниот преглед, тука спаѓа дигиторекталниот преглед, преку кој се пипа простатата, и ехо преглед, со кој може да се види простатата
да се измери нејзината големина и да ја измериме рест урината или задршка на урината ако постои во мочниот меур. Така да ова не е инвазивна метода, не е ништо страшно, не е ништо болно, а може да не упати дали ние понатаму треба да продолжиме со некои по-детални испитувања или ќе се задржиме само на овој првичен преглед. Ова ќе не упати кон многу побрзо и порано откривање на болеста. Значи и без ikakов симптом, секој маж после својата, да кажеме, отприлика некаде границата, ајде да ја земеме, порано беше околу 50-та година во животот, сега јас би ја поместил дури и порано, некаде околу 45-та година во животот, веќе еднаш би требало да се јави на лекар. А дали зголемената простата води кон карцином на простата? Не, тоа дефинитивно не. Значи, не секоја зголемена простата може да премине во карцином, но не мора да значи. Дури и големината на простатата не е воопшто толку битна за дали ќе премине во карцином или не. Некојаш знае и мала простата, и простата со нормален волумен да премине во малигно заболување. Затоа секојаш воопшто не е меродавно волуменот на простатата дали е она карциноматозна или не. Пепе, и оваа година 50 мотоциклисти продефилираа низ центарот на градските улици во Скопје. Да ни кажеш нешто повеќе за овој настан, како помина? Настанот помина прекрасно. Можам да се заблагодарам на македонските организатори и иницијатори да за прв пат оваа година, значи 2016, да биде одржан и во Скопје. Настанот датира од 2012 година со прво појавување во Австралија. Благодарение на големата заинтересираност многу помасовно, значи секоја година добива интерес од страна на младите джентлмени да учествуваат и иако бројот беше ограничен, морам да кажам, сепак сме задоволни од комплетната организација и настанот помина перфектно. Така, за да се учествува на еден ваков настан, потребно е мажите да бидат облечени како джентлмени и да возат уникатни мотори. Точно, под уникатни мотори се мисли на специфична класа на мотори. Тоа не ограничува ни со вредност, ни со години. Значи, треба само да биде во одредената категорија која што како што се кафе рейсери, скрамблери, брат стайл, модерна класика, ретро мотори, и да го облече своето најфино одело и да има желба да учествува, да биде барем да се осеќа како дел од еден светски хуман настан. Така, ти со што учествуваше на овој настан, со каков мотор? Јас спаѓам во категоријата на модерни класици, односно тоа се модерни моторцикли со аспирација на старовремски, односно ретро моторцикли. Возам Moto Guzzi Griso и можам да се пофалам дека бев шести според бројот на донациите на ниво на Македонија и се надевам средствата кои што се собраа од овој настан ќе бидат употребени за да се помогне стварно на некој што има најмногу потреба, како што Ангел напомина, на локално и на светско ниво, луѓе што стварно имаат потреба да ги добијат тие средства. Така, предлагам сега да погледнеме и да видиме како сето тоа изгледаше низ градските улици во Скопје.
time. I shut my eyes, but I know it won't go till you let me, babe. Tell my lies that I'm better alone to get by. I never like to sit too much, and I don't drink champagne, and I don't own a Range Rover. Paid to spell my name, paid to spell my name, paid to spell my name. Don't get fooled by the way that I walk when you see me, babe. Don't be fooled by the way that I talk all the time. I shut my eyes, but I know it won't go till you let me, babe. Tell my lies that I'm better alone to get by. I never like to sit too much, I don't drink champagne, and I don't own a Range Rover. Paid to spell my name. Ангел, колку вие бевте задоволни од минатогодишниот настан? Па, ние како организација, како овдека, ние како ПАП бевме, мислам, презадоволни. Лани не очекувавме дека толку млади ќе се одзват на ова сета манифестација која што правиме. Истото и оваа година се надеваме дека ќе надминеме минатогодишната манифестација. Се трудиме да биде сето тоа малку повеќе збогатено со повеќе настани, се дружиме еднаш неделно овдека сите уз муабет, уз шали, да ја пренесеме пораката на сето оваа манифестација, со тоа да ги зголемиме и донаторските средства, кои се надеваме дека, нели, како што кажав пред малку, ќе бидат правилно наменети за некој што стварно му се потребни. Пепи Gentlemen's Right исто има хуманитарен карактер, каде ќе бидат наменети собраните средства? Точно, The Distinguished Gentlemen's Right има отворен фонд за донации, месец дена пред почетокот и месец дена откако ќе се изведе, значи, дефилето. Средствата, огромен дел од средствата, значи, годинава беше цел да се соберат околу 5 милиона долари на светско ниво. На локално ниво, со оглед дека сме прва година учесници на тој настан, значително голем број
на средства кои што ќе бидат наменети и локално, меѓутоа дел од нив се уплаќаат и на интернационалната сметка на самата организација. Докторе, кое е вашето мислење во однос со младите? Дали тие прават превентивни прегледи, бидејќи знаеме дека во последен период некако зголемен и бројот на младите кои што заболуваат од карцином на тестиси? Да, точно. Добро е да и ова се спомне во целиот овој муавет во кампањата, бидејќи не е кампањава само за рано откривање на карциномот на простата, туку и за рано откривање на туморите на тестисите, затоа што оваа болест сега ги погодува младите луѓе. Значи, тоа се отприлика возраст од својата 14-15 година во животот, па натаму. Проблемот е овде истиот, отприлика она што го спомнав и кај карциномот на простата не боли. Значи, се појавува некое тврдо зрнце доле на тестисот, кое најчесто секој од пациентите, дали при бањење, било како да ќе го осети, ќе го напипа. Но проблемот е тоа ситната промена која се случува, значи почетокот на појавата на туморот на тестис, нема болка, нема зошто не го иритира за да он се јави на лекар. И секогаш е со истата помисла, па да, ова ќе помине, ќе се повлече, обично е такво размислување. Тоа е исто како кај жените кога правиме муабет за карцином на градите. Да, тоа е истото и е добро што овде морам ова да го спомнам. Овде е многу битен и само прегледот. Значи, ова е тука надворешно достапно се пипа и затоа при било каква промена младите луѓе, ако не друго, бар треба да ги известат своите родители или сами да ја покренат иницијативата и се јават на лекар. Така да и затоа и ова, пробам да го искористам и целата оваа кампања, значи со подигање на свеста за подобрување на машкото здравје, значи тука не спаѓа само на трета генерација, да кажеме и кажавме преска граница некој од 45 година и така, него воопшто за мажите во земјата. Каква е според вас состојбата во Македонија? Колку мажите водат грижа за сопственото здравје? Па морам да признам дека со почетокот на кампањата во нашава земја, која мислам дека се одржува 5-ти пат поред во земјата, во Македонија или 4-ти пат поред овде во нашиот град во Велес, во Пап, бројката се зголемува. Нажалост, зголемена е бројката во ноември месец, декември, јануар, се додека се памти кампањата. После полека почнува да се заборава се до следниот ноември. Значи не треба да го чекаме мувембар да стигне за да се јавиме на лекар. Добро е да ова се памти преку целата година и да се едноставно како што треба да редовно се посети стоматолог, жените редовно да посетат гинеколог, така и мажите редовно треба да посетат уролог барем еднаш во година. Така, тоа значи дека и редовно треба да имаме вакви настани, вакви кампањи, Да, за на некој начин да ја подигнеме свеста. Сигурно и како добро е ова за пофоба, што во нашиот град Ане ја повлече целата оваа работа. Пап стана препознатлив едноставно по мувембар, по бркот. Да, и така. Така да мислам дека ова целото ќе допринесе да доволно е, ако не друго, барем кога ќе поминат по улица и ќе поминат покрај Пап, мислам дека самиот објект ќе ги потсети мажите дека треба да се јавам на лекар. Ангел, кој е твоето мислење во однос на тоа колку мажите водат грижа за сопственото здравје? Па, само малку апропо муабетов на докторот, значи Папов дека се јавува, како тука манифестацијата се одржува, иначе урбани градски дечки се вклучени во сето ова.
да малку да ги спомнеме и нив дека во нели случај, да. не сме овдека само ние што ја буткаме таа работа. Сега јас би сакал можеби кога ќе биде симпозиумот, ако имате можност ја ви официјално да ве поканам па да направите едни малку неколку кадри од самиот настан. Мислам дека сепак допринесуваме за подигање на свеста кај младите околу превенцијата и сето на докторот што спомна, раните скрининзи, тестови и сето тоа. Самото излегување на улица, самото кога ќе поминеме по тротарите, низ објектите, во маркетите и секаде на ние јавни простори, кога ќе погледне некој маж со мустаки во ноември, мислам дека е доволен знак на сето она што сакаме ние да го постигнеме со ова. Значи едно подигање на свеста кај сите, кај младите, кај постарите за една превенција за машките болести. Пепи, истото прашање за тебе, колку ваквите настани на кои вие учествувате ја подигаат свеста кај мажите за грижа за сопственото здравје? Јас мислам дека точно од кога се одржуваат овакви настани во Македонија, дека значително е подобрена бројката на пациенти што одат на преглед, дали од радозналост, дали чисто да ја испочитуваат кампањата, односно настаните, меѓутоа сето тоа го прават лично за свое здравје. Мислам дека литературата е достапна, информациите ги има и на интернет и по медиуми секаде, и мислам дека го знаат и најлошото сценарио, односно крајниот резултат, и мислам дека секој се почитува и се сака себе си и треба што повеќе да посветува време и внимание на своето здравје. Колку според тебе машката популација е заинтересирана за еден ваков настан на кој што ти си дел од Gentleman's Ride? Вака, значи пред се морам да спомнам дека прв пат се одржува во Македонија, тоа да го повторам, и за жално бевме ограничени во бројот на можност да се пријават. Оваа година прве ни беа доделени 50 места, меѓутоа пошто огромна беше бројката на заинтересираност, ни дозволија уште дополнителни 10 места, но се надевам до година таа бројка во најмала рака ќе се дуплира со тоа што би можеле да го направиме тоа на уште подобар начин. Така. Доктор, единствено решение за оваа болест е оперативниот зафат. Сметате ли дека се повеќе постои страв кај мажите да го направат овој чекор? Чекайте вака, значи пазите, не е единствено решение за оперативниот Зборуваме веќе за крајниот стадиум. Ако зборуваме за карциномот на простата, па и ако зборуваме веќе конкретно за крајниот стадиум, тогаш напротив болеста не се лекува оперативно, туку тука постои една хормонална контрола на карциномот на простата. Тогаш, ако е веќе карциномот на простата во напреднат стадиум, самата простата тогаш не ја решаваме хирушки, не ја вадиме простатата, него тука ја ставаме под карциномот, го ставаме под контрола. Тоа е како еден побеснет коњ, му ставаме узди и го смируваме и го водиме на узди коњот. Значи, затоа е и битна кампањата да карциномот на простата оперативно се решава во рано откриените фази, а не во кога ќе земе замав болест. Затоа е и битна оваа целата кампања која се случува и воопшто во светот. Бидејќи, ќе повторам, на почеток на емисијата зборнавме дека карциномот на простата е 100% изличив доколку се открие во оние малку порани фази, кога може да се извади во целост простатата, значи тоа е оперативното решавање радикална простатектомија со лимфаденектомија, кога се, значи тука се отклонуваат сите можности за проширување на болеста. Дорека болеста, ако веќе земала замав и карциномот го откриеме во некоја покасна фаза, тогаш ние не го решаваме хирушки, не ја отстрануваме простатата, туку карциномот го ставаме под контрола. Но и во овој случај морам да напомнам дека подолги години може така пациентот и да живее и тоа да има релативно квалитетен живот и во тој стадиум да биде болеста присутна.
кај него и откриена, кога се открива фактички. Така да, не треба разочарување, нели? Значи, и во било која фаза да се открие болеста, се наоѓа решение, се наоѓа решение за еден подобар и релативно квалитетен живот. Само раното откривање е и 100% излекување. На крај да упатиме една порака, еден апел до сите мажи. Пораката ја упатуваат, еве кампањата, јасна е пораката. Луѓе, сакајте се прво себе си, сакајте си го, почнувајќи еве од своето здравје, за да имате еден квалитетен живот во било кое доба да се наоѓате од живот. Ангел, која е твојата порака? Па јас би сакал еве официјално да ги поканам сите млади Велешани и постари Велешани. Значи овдека во ПАП немаме некоја граница старост на кој би можел на 26-ти повелете, бидете дел од оваа манифестација, донирајте колку можете, со секој испиено пиво ви донирате, да се забавуваме, да го славиме живот. Така, Пепи? Пред се, да си се почитуваат, да се сакаат себе си, луѓето што се околу нас, сите кои што и не сакаат и ги сакаме, на тој начин направете барем еднаш годишно преглед, чисто да знаете реалната слика на вашето здравје и да не идете во лошите стадиуми на одредени болести. Јас ви благодарам многу за ова гостување во емисијата посветена за новембар. Сметам дека на некој начин еве ја подигнавме свеста кај мажите и за тоа што почесто да прават вакви превентивни прегледи. Ви благодариме на поканата. Благодарам на поканата. Така и на крај јас би упатила еден апел до сите мажи, не само во месец ноември, нели да одите на преглед, да ги правите тие превентивни прегледи. Мустаките секогаш нека ве потсетуваат на машкоста и не само во месец ноември, бидете джентлмени. Джентлмени бидете во текот на целата година.